Министерот за финансии Драган Тевдовски ја прифати сугестијата на бизнис заедницата да се најде решение и на секои 3 месеци да се прави пресек на реализацијата на капиталните инвестиции во секторите кои се задолжени за реализација за да се врши навреме притисок за успешна реализација. Како една од мерките која ги засега граѓаните, но и стопанствениците, беше поскапувањето на акцизата за дизелот за 3 денари. Бизнисмените стравуваат дека ова ќе се одрази на конкурентноста на производите, наспроти образложението на Министерството дека оваа мерка ќе донесе 26 милиони евро од акцизата и 5,6 милиони евра кај ДДВ-то, дополнителни приходи за финансирање на нови расходи во буџетот и дека со ова се усогласуваме со европските стандарди и се намалува загадувањето. Во буџетот за 2018 предвидени се пари за 10% повисоки плати за армијата, за 5% повисоки плати во јавните здравствени установи и за вработените во образованието и градинките, како и за нови вработувања во градинките и изградба на градинки. Министерот посочи дека се планирани 17,8 милиони евра за поддршка на домашните компании, а од капиталните расходи предвидени се пари за завршување на автопатот Демиркапија Смоквица, за патот Градско Дреново, сериозни инвестиции во железничката инфраструктура, како и за гасоводот. Тевдовски посочи дека ставката останати стоки и услуги, која често имала можност за коруптивни дејства, се намалува за 10,5 милиони евра, ако не се тргнат настрана ставките за армијата, кај кои има зголемување заради НАТО стандардите, а испланирани се средства за укинувањето на радиодифузната такса, за минималната плата и за земјоделските субвенции, кои за 2018 се планирани на ниво од 136 милиони евра.